Вчера ги добијат, денеска ги враќаат. Каква фајда што петооделенците на крајот од учебната година ги добија книгите по македонски јазик, кога до денеска ги вратија во училиштата за следните генерации. И тоа не за секое дете. Оти од септември пак некои ученици ќе учат од скрипти. Од иницијативата Учебници и настава мора да има, проблемот го лоцираат во несериозноста на Министерството за образование и во Националната комисија за учебници. Велат, таму има политичари, а не експерти. Националната комисија за учебници е составена од политичари кои што истовремено работат и друга работа во влада или собрание и така натаму. Националната комисија за учебници пред се треба да биде стручна, која што ќе нема други обврски освен обврската да биде Национална комисија за учебници и строго да се посвети на изработката на квалитетен учебник по било кој предмет во основното и средното образование. Комични и бурни реакции во јавноста од родителите на кои не им е јасно зошто им се потребни учебници за пето оделение на ученици кои следната година ќе бидат шесто оделение. Кому се потребни овие учебници? Нема одговор ниту од министерот Јетон Шекири, кој не одговара на телефонските повици и СМС пораки од Алфа. Од Министерството за образование пак со истата оправдувачка реторика. Велат учебникот имал 4 корекции, па затоа учениците го добиле деновиве. По 3 неуспешни јавни повици за пријавување на автори за изработка на учебник по македонски јазик за петто оделение, објавени минатата година во март, јуни и јули, дури во четвртиот обид во месец август се пријави авторски тим кој достави предлог ракопис. Истиот подоцна 2 пати беше вратен на корекција од страна на Бирото за развој на образованието, заради усогласување на сите предложени содржини со новата наставна програма за соодветниот предмет. По неговото конечно одобрување од страна на Националната комисија за учебници, склучувањето на договор со авторите за пренесување на авторските права во април годинава учебникот графички се уредуваше, пошто е пуштен на печатење и дистрибуција до училиштата која заврши деновиве. Проблемот со учебници се повторува последниве години. Честопати се печатат учебници со грешки на кои им се потребни корекции, а учениците учат од наставната програма која ја прават учителите согласно нивните капацитети и креативност. Пред непол месец беше повлечен учебникот по историја за пето оделение, бидејќи бил полн со грешки.